Кон крајот на 2017 година Македонија ќе добие затворена тениска арена и гимнастичарска сала по сите светски стандарди. Ова вчера го најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, а денеска го потврди и директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, каде всушност ќе бидат сместени овие два капитални проекти. Значи тениската арена во која што ќе биде вклучена и гимнастичката сала ќе биде распространета на 105 метри во должина и 70 метри во ширина, и тоа навистина ќе биде еден грандиозен објект каде што ќе бидат сместени 3 тениски игралишта со трибини од 500 лица. Ќе имаме дополнително игралиште за падел тенис и еден од оние 3 тениски терени ќе биде мултифункционален, тоест по потреба ќе може да се адаптира во 3 дополнителни падел тенис игралишта согласно потребите на закупците и согласно потребите на луѓето кои што ќе ги користат. Ќе биде сертифицирана од Светската тениска федерација и кога ќе ги надополниме овие 3 внатрешни игралишта со она монтажно-демонтажно игралиште кое што го имаме во големата арена и оние 4 отворени тениски игралишта, имаме 8 тениски игралишта на кои што ќе можеме да организираме и највисоки светски и европски турнири, и тоа навистина ќе биде една особена чест и задоволство доколку успееме заеднички да донесеме некаков таков турнир овде да се организира. Гимнастичката сала ќе биде со површина некаде околу 1575 метри квадратни или 35 метри на 45 метри. Во неа ќе имаме практично два објекти, една голема сала и една помала сала. Во големата сала ќе имаме опрема која што ќе ги задоволува највисоките светски и европски стандарди. Морам да напоменам, овој проект, кога ќе го реализираме овој проект, ќе биде можеби прв и најквалитетен во земјите од окружувањето и можем слободно да кажам дека ќе стане регионален центар за гимнастика. Исто така ќе ги исполнува сите предуслови за организирање на европски, светски и балкански првенства, така да Македонија повторно ќе може да биде домаќин на еден од вакви настани кои што навистина се битни за промоција на нашата земја. И отворениот пливачки базен во општина Шуто-Оризари, кој вчера го најави Груевски, би требало да биде готов кон крајот на 2017 година. Носител на овој проект ќе биде Агенцијата за млади и спорт. Го избравме идејното решение за изградбата на отворениот пливачки базен во општината Шуто-Оризари. Согласно идејното решение, базенот ќе се состои од 2 базенски корита, ќе се простира на површина од некаде 4076 метри квадратни. Големото базенско корито ќе биде во правоаголна форма, ќе биде со олимписки димензии 50 на 20 метри и ќе биде секако наменето за обука на пливачи, професионални спортисти и ватерполисти, меѓутоа секако ќе може да го користат и сите оние граѓани кои што ќе сакаат рекреативно да пливаат, бидејќи ќе биде со променлива длабочина од минимум 2 метри до 4,5 метри. Она што е многу битно е исто така дека ќе има и скокална во поголемиот, односно во подлабокиот дел на базенското корито. Второто базенско корито ќе биде наменето за непливачите, ќе биде со површина, односно со должина од 25 на 10 метри и неговата длабочина ќе биде променлива од 1 метро до 1,40 м и секако ќе биде наменето пред се за помалите деца и за обука за непливачи. Таму ќе имаме и соодветна пропратна опрема од типот на лизгалки, мал тобоган и слично, и верувам дека ќе биде една добра релаксација за сите оние кои што ќе сакаат да спортуваат и да рекреираат водени спортови. Секако според идејното решение ќе има и пропратни елементи, значи ќе има соодветна тераса, ќе има пропратни елементи во форма на чадори, лежалки и ќе има еден вид на трибина која што верувам дека ќе може да се искористи и за организирање и на домашни, на меѓународни надпревари во пливање и во ватерполо. Покрај овие 3 капитални, вчера исто така беше промовиран и проектот промена на студентскиот статус, преку кој ќе им се намали партиципацијата за 50% на сите студенти кои ќе имаат просек повисок од 8,5. Овие студенти ќе имаат можност да студираат за пониска сума на пари како награда за нивното учење, за нивното залагање и така натака. Овој проект почнува во септември 2017 година. Потоа би сакал да го напоменам и оној проект, тоа е
исто така еден огромен проект за сите студенти со кој што ќе им се стави крај на сите оние проблеми кои што ги има студентите со студентските прашања на државните универзитети. Тоа е проектот Еден клик. Преку овој проект кој што треба да стартува исто така во 2017 година, ќе може преку софтверски систем да се вадат сите оние потврди кои што се потребни за аплицирање на студентски легла, за стипендии, потоа ќе може да се заверуваат семестри електронски, ќе може да се плаќаат такси и други финансиски надоместоци кои што се обврска на студентите. Исто така ќе може да се информираат за сите оние поволности кои што им се нудат на сите студенти во текот на нивното студирање. Меѓу 7 мегапроекти кои вчера ги најави председателот на ВМРО ДПМН е и изградбата на спортската сала на Факултетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид, како и проектот за организирање саем за средношколски иновации. Заедно со овие 7, во изминатите 2 месеци беа промовирани вкупно 27 проекти за младите во Македонија.